млади личности, јас верувам дека нема да има проблем да се сликаме сите заедно. Јас сум Любовка Јаневска од Фондација Фокус. Фондација Фокус е всушност креатор на овој проект за моден и декоративен дизајн. За прв пат се одржува во нашиот град. Се со цел на младите луѓе да им дадеме шанса преку инспирација да ја покажат својата креативност. Го одбравме модниот и декоративниот дизајн заради фактот што проценивме дека има потреба и дека има заинтересирани ученици кои што сакаат да совладаат одредени карактеристики, одреден дел од оваа уметност, јас така ќе ја наречам. Се со цел можеби во вашиот понатамошен живот да биде и дел од вашата професионалност или да се занимавате со овие видови на уметност. Драго ми е што сте тука, што сте дел од овој проект. Ќе имаме можност навистина да се дружиме и да за прв пат во нашиот град да спроведеме еден така убаво осмислен проект за кој што Маја Чадиева Дженсен ќе ви објасни во детали за што по-конкретно станува збор, а јас само на сите вас ќе ви посакам максимум од себе си да извадите својата креативност и да направиме навистина една реализација на замислена идеја во најубаво светло, истата да го прикажеме пред се на нашиот град, на нашите сограѓани, на вашите пријатели, другари, а потоа зашто не и да ја прошириме можеби надвор од нашиот град. Да имате успешен проект, успешна обука и успешна реализација ви посакувам на сите вас. Колешката Маја е след. Благодарам, Любовка. Здраво на сите уште еднаш официјално. Прво сакам да ви честитам за тоа што одлучивте да се запишете и за тоа што одлучивте да одвоите дел од вашето време, уште додека имате напорни ангажмани и во самата гимназија и во училиштето од кој што доаѓате и од Голе Неделковски и од Димитрија Чуповски, од сите средни училишта од Велес. И сепак покрај вашиот напорен распоред и сите обврски и ангажмани што ги имате информации, сепак си дозволивте на самите себе си да го следите вашиот сон. Можеби некој имаше сон и замисла, а можеби некој само и размислуваше како понатаму ќе се формира, во каква личност, во каков профил и едноставно како ќе живее, во кој тип на професија ќе одбере за да биде успешен и креативен. Можеби ви е далеко сега тоа и не само начално го гледате така магловито, а некој од вас, Сонја знае многу често да каже нашата предавачка, дека тоа е вродено во вас, во самите вас. И ние веруваме дека ви е дар од Бога и дека тоа што веќе го имате во себе како код и како систем, дека понатаму сега само ќе се расветли, ќе му се додаде една убава нијанса и дека на сето тоа ќе можете и да си го работите и да биде дел од вашиот подпис и од тоа кој сте вие и како вие понатаму ќе останете во општеството. Точно тоа е клуч за собствен бизнис, да ви даде клуч како на тој убав банер, да ви даде клуч како да ја отворите својата среќа, условно кажано, или својата професија за понатаму, да како можете целосно прво да бидете остручени за да можете да бидете професионалци во таа област, значи да ви ги дадеме основите, да ве запознаеме со самите основи за тоа, а и понатаму како сето тоа ќе го профилирате во еден убав бизнис, ќе ви дадеме и бесплатна правна помош, како можете да го регистрирате тој бизнис, а во рамките на обуките и ќе ве обучиме како да си го концепирате бизнисот во бизнис план, како да развиете маркетинг стратегија, како да се пласирате на пазарот, како да одговорите на конкуренцијата. Значи нема само да работиме на професионалните вештини, но исто така и во текот на проектот ќе работиме на клучните вештини за тоа да бидете едноставно целокупни кога ќе го завршите курсот и ќе ви издадеме сертификати кои што се национално признати и исто така меѓународно признати. Со тие сертификати можете да почнете свој бизнис како експерти во таа област
И во државава, значи во Македонија, но исто така и за тие што, како што ви кажавме на презентацијата, тие кои сакате да заминете во странство и во странство да можете да ги преведете тие дипломи и да ја валоризирате вашата вештина. Можам да ви кажам дека сте навистина среќни и дека сте селектирани. На овој проект беа предвидени 24 учесници кои што ќе бидат дел од проектот, но интересот беше огромен и се пријавија некаде повеќе од 100 и исто така се појавија и луѓе кои што се веќе имаат завршено средно образование, но се надвори и се квалификувани во некоја друга област, но сепак ова го гледаат како предизвик. Оваа обука во суштина е многу скапа, значи знаете, и да направите истражување ќе видите дека во европските земји навистина чини многу, а исто така и на македонското подрачје чини многу, но за вас е овозможна да биде бесплатно точно преку овој проект. Значи, финансиерите на проектот се Европската унија, ЕУСОТВ, која е специјална програма за поддршка на земји како нас, како Република Македонија, UNDP и кофинансиер на проектот е Општина Велес. Имате поздрави од градоначалникот и од целиот одбор кој што учествуваше во креирање на овој проект. Ви посакуваат успех и навистина сакат да се потрудат да ви дадат една дополнителна вредност на сето тоа што вие го изразувате, како што ви кажавме дека целта наша сите заедничка е да ви изградиме, да бидете силни професионалци кои што ќе го менувате светот. Изгледа, знаете, сега во моментов живееме во Македонија, малку чудно е. Сите викаат, некој сака да остане, некој не сака да остане, има некој песимизам, луѓето се полузадоволни и така натаму, но вие како млада генерација тоа не ве засегнува затоа што вашето време тек доаѓа. А кога вашето време ќе настапи, тоа што вие веќе ќе бидете изградени од самиот систем и со овој проект ќе можете едноставно да ја креирате таа иднина, да бидете дел од сето тоа и вие да го промените светот. Може ви звучи чудно, меѓутоа сепак особено вие ќе видите во текот на предавањето ќе видите како модата влијае врз различни сегменти на општеството и како вие едноставно креирате целосна свест и поставувате стандарди на живење, ќе видите во детали како. Значи не само што ќе го промените вашиот живот, животот на вашите најблиски, со тоа што и добро ќе заработувате и ќе бидете познати, но исто така ќе можете да влијаете и на општествено ниво и да поставите малку и повисоки стандарди од овие кои што се сега, подобро платени, со подобра квалификација, со подобар квалитет, значи и сето тоа на крајот да изгледа многу убаво. Сакам многу да ви зборувам, но времето ни е кратко, ќе ве охрабрам. Тука сум со вас цело време, значи јас сум асистент на проектот, Маја Чадиева Дженсен, координаторката Убавка Јаневска која што ви се обрати. Значи нашите податоци можете да ги најдете во курикулумот, на крајот ви ги оставивме нашите телефонски броеви. Во секој случај, значи во текот на проектниот циклус кој што трае вкупно 4 месеци, предавање ќе имате 2 пати месечно, по еден теоретски час и 2 практични часови. Тука заедно ќе имаме храна, сокче, ќе си разговараме и така натаму. Значи било што да ви се случи во текот на проектниот циклус, да сте болни, да ви треба дополнителна мотивација, да не можете да се справите со одреден аспект од материјата или било како, значи тука ќе бидеме да ви помогнеме. Можете да не контактирате, да ни се обратите и така натаму. Ние сме тука за вас и ќе се трудиме да имаме убава соработка, да бидете слободни и се што ви треба да ви излеземе во пресред. Но главниот кој што ќе ве води е нашиот експерт, кој што верувајте дека навистина многу прецизно го биравме, за да биде практичар во областа, која што исто така и теоретичар. Значи тоа е магистар Сонја Плякова, можеби некој од вас ја знаете, можеби не. Значи таа сама по себе е дизајнер, работи повеќе од 30 години, 30 и повеќе години во оваа област. Значи има и собствени ревии, има собствен бренд развиено, исто така има предавано на факултет, има предавано тука во нашиот град, значи и во УЗУС и во Хемиска, во одредени програми, подолго време, значи кога имало таков конкретен смер, кога постел таму и така натаму, значи и во однос на предавачките, но исто така и во однос на практичните вештини е човек од праксата кој што знае да ви пренесе.
Карактеристично за незе е што е навистина прав дизајнер, кој е инспириран од различни светски брендови. Значи јас се сеќавам уште јас кога бев дете, дека гледав од незе и учев работи за дизајнот и во однос на модата, дека и не едуцираше, но исто така и ни покажуваше со оглед на тоа дека секогаш незините креации се малку поразлични. Но интересното за Сонја е што никогаш не го заборава македонското поднебје и ќе видите како низ везот, кој што е карактеристичен за незината магистратура, значи македонскиот вез, ќе видите како ништо од нашата македонска историја не е досадно, туку сето тоа може убаво да се земе и да се преработи, и да се доработи и да се пласира во секојдневното живење и да ви биде многу интересна и доходовна професија. Имаме друга светло на нашите обуки и едноставно ќе видите многу убав предизвик кој што Сонја знае тоа како добро да го склопи. Ќе работите и теорија и пракса, ќе пробате и работа на машина како се случува, ќе пробате и да везете, но најважното од се ќе ви објасни она, како што она вика, вие не сте техничари, туку вие сте дизајнери, значи луѓе кои што треба да бидат креативни, отворени во умовите и луѓе кои што треба да донесат идеи кои што ние, останатите обичните граѓани, се уште не ги гледаме нити можеме да ги замислиме. Уште еднаш ви посакувам многу успех во се што правите и оставам понатаму Сонја да продолжи со обуката.